Коцкањето полека но сигурно станува пороко што полека му се доближува на алкохолизмот и конзумирањето на дрога. Прилеп еден од градовите каде тоа убедливо води. Прилепчани на шега велат дека секој втор поголем дуќан во центарот на градот е или казино или спортска обложувалница, а секој помал дуќан до него е фирма за брзи кредити кои што им помагаат на претходниве во бизнисот. Токму затоа во состав на Друштвото за лекувани алкохоличари се отвори и одделение за лечење на оваа зависност, кое што во моментов го посетуваат десетина лица. Се работи релативно за млади личности кои што се исклучително интелигентни и надарени, особено добри логичари, се осеќаат самоуверени, доста се успешни, социализирани се, екстровертни. Меѓу главните причини рековме дека е потребата да се доминира. Значи, бидејќи на тој начин тие сметаат дека се слободни да трошат средства во онај опсек во кој што не се моćни да ги вратат. И таа нивна моќ постепено се претвора во зависност, затоа што кога ќе почнат да губат, тие мислат дека со натамошно играње ќе можат да ги повратат средствата. Иако коцкањето на меѓународно ниво се води како болест, за жал тоа во Македонија се уште не е регистрирано како такво. Ако има потреба од психијатриска или медицинска помош, ние ги упатуваме таму. Ако се за психолошка гледаме, кој дел од нивната личност е стабилен, кои се нивните способности, секако правиме психодиагностика преку тестови, за да можеме да ги усмериме како понатаки тие во нивниот живот да си го нормализираат живот, а истовремено да ги анулираат загубите кои ги направиле со непресметливото коцкање. Граѓаните, и младите и постарите, признаваат дека оваа зависност е се поголема кај нас и дека потребни се вакви советувалишта и програми. Знам од лични, пак ќе кажем, мои другари блиски, што се коцка и на апарат и спортска, во иста категорија би ставил тие две работи, дека носа само лоши работи, не е добри. Кај нас се пушта и ливчина, и пушта и на апарат и да игра деца, што се и основно одделение, односно на многу мала возраст. Кај нас е тешко да сами од себе да се прифатиш дека си коцкар и дека треба да одиш на некои сите такви советувалишта или лечења, за се општо, не само за коцка. Така да тешко дека некој би се нафатил и би бил осуден и од околината, што кај нас лошо влие. Така да не знам колку би успеало кај нас, а дека ќе има подобрување и дека ќе има некои бенефици, сигурно нека би имал. А немаштијата ги тера луѓе да изнајдува милион начин да дојдат до пари. Еден од тие начини е коцкањето. Да се стекна пари експресно, што може најбрзо. Застани да направи некако битна програма во смисла економска, социјална, образовна, културна, за да ги поучува младите што значи таа работа, а меѓутоа и да може просто да се стекна со парични приходи за да не влегува во шемата на коцкањето. Причина за лесно заработување пари, без работа пари да се зема. Ама тоа не е така. Ето тоа е. Треба државата, општеството да преземе. Треба преземе нешто општеството, да. Да ги прекине тие работи некои и да нема таква работи, готово. Интернет да скрати, например, за тие работи, за игри, за вазони или да плаќа големи даноци. Според светските статистики, само 7% дневно од сите вложени средства во коцкарниците се предвидени да се вратат назад кај граѓаните, но за жал и покрај овие податоци, оваа зависност зема се поголем замав.